Улицата Стамен Манов е секојдневен голем ризик за околу 40 на тамошни жители. Растојание од 250 на метри за нив е непремостлив проблем, кој ги дели од нормален и достоинствен живот. Имаме проблем со улицата овде, подпорници треба да се направи до крајот. Не може народот да си донесе карат ни дрва, ни ништо не може да прокарат, се на рака влечат. Не е опасно за децата, не е опасно те тука да се свлече. Асфалта, вие оно се свлече. Децата кога одат на школа, кога врне на дождо шетат тука. Па ризично е. Од некна внукови паднал, тука дека падна внуко. Од тамо доле паднал. Има мали дечија многу, едно детенце од тамо надоле падна, ја бе усобрането, викам ово е поважно, викам да се направи. Секаде и се што не правија тука, ово патчот тука никако не може да го. Ќе ве носам до тамо да видите само кога носиме 6 кубика дрва, 6 дена ги носиме. 6 дена. Исто така тука има цевки за водовод и многу е опасно, може да пукне. Непроводната улица како животен проблем за овдешните жители најмногу доаѓа до израз кога имаат потреба од интервенција. Тогаш хитните служби немаат пристап, а загрозените не можат да добијат помош. Па имавме тука пожар, не се изгори каста тука, немаше како да улегне пожар внатре. Поради патот. И сите трчавме да направиме нешто, ама не можевме. Мајка ми е 70 години, ја вадам секој втори ден, тука ја носам на доктор. Од друга страна, овдешните жители тврдат дека нивните куќи се легални, а тие кон општината раздолжени. 35 години тука, викам, овие куќи се платени како што треба, ние на куќа не е дивоградба. Вика, ние ги изгубиме документите прво. Кај градоначалникот има тамо надлежни луѓе. И вика, ние тоа ќе го направиме, ама многу години, вика, треба да минат. Треба да дојдат да направат, па тука е се платено. Имаме документи комунални, имаме се платено. Но од општина Кочани за проблемот на Стамен Манов го дадоа следново објаснување. Ве известуваме дека стручните служби во општина Кочани работат на подготовка на деталниот урбанистички план за градска четврт 5, каде што припаѓа посочениот потек. Објектите во оваа зона се изградени неплански, секој градел каде што сакал во дел каде урбанистички не е планирана улица. Подоцна по законски пат тие објекти се легализирани поради што сега урбанистите со ДУП планираат инфраструктура што ќе треба да одговара на планските норми, при што ќе бидат земени предвид и потребите на жителите. Информираат од општината.